Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија Ковачевски, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта Рустеми, почитувани пратеници од Македонското собрание, почитуван ВД градоначелник, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Владата останува силно посветена на реализација на транспортната национална стратегија, особено во делот на доизградбата и модернизацијата на европските коридори 8 и 10 кои се вкрстуваат во нашата земја. Мапирањето на коридорот 8 како еден од главните европски коридори кои минуваат низ Западен Балкан е резултат на нашите силни напори и заеднички заложби кои што ги имавме како влада заедно со соседните влади од регионот, но и нашата огромна посветеност во реализацијата на инфраструктурните проекти. Ова одлука несомнено значи голема поддршка за нас од страна на Европската Унија, дополнителни финансиски средства, особено за нас е мотив повеќе час поскоро да ја завршиме изградбата на патниот и железничкиот коридор 8, чија реализација ќе донесе значителен економски развој за Северна Македонија, нови инвестиции, многу работни места, отворена европска перспектива за земјата. Денеска заедно со председателот на владата Ковачевски, директорот на јавното претпријатие за државни патишта Рустеми и сите вие се наоѓаме на источниот крак на коридорот 8, каде ја завршуваме рехабилитацијата на државниот пат од Куманово до Страцин со должина од 31 километар. Во овој проект ја вклучивме и рехабилитацијата на обиколницата на Куманово, која беше во крајно лоша состојба. Преку овој проект ја развиваме транспортната мрежа како поддршка за конкурентноста, растот и развојот секако и на општините од целиот североисточен регион. Граѓаните веќе ја користат оваа нова, модерна, безбедна патна врска, клучна за овој регион и навистина треба да бидеме задоволни од тоа како се реализираше и се заврши целиот овој проект. Голема благодарност и до сите наши пријатели од Европската Унија кои несебично ја поддржаа Северна Македонија на овој инфраструктурен проект кој што веќе е реализиран. Овде во североистокот на државата вложуваме огромни средства за изградба на модерна, квалитетна патна мрежа, реализирајќи повеќе крупни проекти. Како продолжение на овој проект го градиме и експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, за што вложуваме преку 60 милиони евра. Дополнително работиме на реконструкција и проширување со трета лента на патниот правец Крива Паланка до граничен премин Девебајр, за што се инвестираат околу 12 милиони евра. Морам да истакнам дека во нашите планови е проектирање на нов експресен пат, а тоа е експресниот пат од Куманово до Ранковце, за што веќе аплициравме преку ИПА-3 програмата. Преку сите овие капитални проекти, комплетно го затвораме источниот крак на коридорот 8, како нова модерна траса, која ќе даде силно економско значење за Македонија, ќе направи клучен транзитен центар на Балканот и ќе ја поврзе со пристаништата на Запад и Исток. Доизградбата на коридорот 8 за нас представува капитален проект од национален и стратешки интерес. И затоа ги превземаме сите инвестициони чекори за ова да стане реалност и што поскоро да го користиме овој брз, безбеден и модерен коридор изграден по сите европски стандарди. Во моментот, во североистокот имаме најголеми градежни зафати, споредбено од било кога досега во минатото. Освен експресните делници и овие рехабилитации на патните правци, се гради и најголемата инвестиција во железничката инфраструктура, со вредност од 200 милиони евра, а тоа е железничката пруга од Куманово до Крива Паланка. Би сакал од тука да порачам до сите политички чинители да ги тргнеме настрана политичките разлики и да дадеме поддршка за развојот на инфраструктурата на државата, која ќе обезбеди развој и просперитет на сегашните и идните генерации граѓани. Превземавме обврска пред граѓаните и резултатите се веќе видливи. Низ целата држава се работи и токму поради тоа да бидеме уверени, ветеното го реализираме, на добар пат сме да создадеме модерна и квалитетна патна мрежа преку која Северна Македонија станува се поблиску до заедницата на европските народи и до развиените земји. Ви благодарам.